Добра вечер, почитувани гледачи. Слободниот ден велемајсторите Крамник и Топалов ќе го искористат да здивнат, но и да подготват стратегија за предстојните две партии, петтата, односно шестата, кои се на програмата утре и задутре. Затоа пак, ние вечерва заедно, почитувани гледачи, ќе ја проанализираме втората партија од овој многу интересен меч за обединување на титулата светски шампион, кој што во Руската република Калмикија, во градот Елиста, се игра. И тоа е партија која што сигурно ќе најде свое место во шаховската историја. Веќе многумина автори се фатија за перото, ја проанализира оваа партија, од кој би се рекло дека најдобри коментари даде четирикратниот шампион на Русија, велемајсторот Петер Свидлер, кој на 12 страници многу подробно ја скоментира оваа партија и токму на неговите анализи вечерва и ние ќе се потпреме. Топалов во својата прва партија со бели фигури се отвори со потегот D2, D4. Тоа го стори и во четвртата партија и за очекување дека во шестата ќе го употреби своето друго силно оружје, тоа е потегот E4. На D4 Крамник во овој меч се брани со солидната словенска одбрана. C4, C6, коњ F3, односно коњ C3, коњ F6. Во четвртата партија, која што имавте можност да гледате вчера, Топалов одигра E3, но во втората коњ F3. Тоа му овозможува на црниот да одигра D зема на C4. Во оваа ситуација, многу често и самиот Крамник го игра потегот коњ E5. Тоа е и најактивно продолжение, кое што овозможува многу остра игра. Но, можеби, Топалов коњ E5 го остава за некоја, односно А4 ловец F5 коњ E5 го остава коњ E5 за некоја друга партија, во оваа продолжи со E3. E6 ловец C4. Отворањето ќе го поминеме брзо затоа што главните возбудувања доаѓаат подоцна. Ловец B4, мала рокада, коњот Б на D7, дама E2, се тоа добро познати потези во шаховската теорија. Ловец G6, E4. И овој потек се разбира дека е најчесто применуван на ова место, потек со кој што белиот жртвува пешак, но црниот ретко се решава да го земе, иако велемајстори од типот на Љубоевиќ честопати го земале, но по ловец C3, BC3, коњ зема на E4, белиот има многу силен потек ловец A3, со кој што му оневозможува на црниот да рокира на кусата страна, пошто тој ќе мора дамата C7 и голема рокада да прави, но тука веќе има една отворена линија за белите тешки фигури. Белиот може и втор пешак да земе црниот. Коњ C3, но по 2 е исклучително опасно. Се разбира, Крамник, како и многумина други, не земаат таков пешак. Тој игра нормален потек, развоен, го завршува развојот со мала рокада. Сега веќе конкретно сака да го земе пешакот на E4, ловец D3, ловец H5, E5, коњ D5, замена на D5, C зема на D5, дама E3 се одврзува и ова е се до тука познато. Ловецот нема веќе што да прави на диагоналата H5 D1, се враќа назад на G6 и сега коњ G5. Тоа е првиот агресивен потек во оваа партија. Тоа е поретко играно продолжение. Многу ретко, поточно кажано, играно продолжение. Топ E8 прави место за коњот кој што сака да дојде на F8 за да биде подсврста позицијата околу неговиот крал. Гледате, полето F6 му е недостапно. По топ E8 белиот ја продолжува идејата почната со потегот F4. Време е да се
изменат ловците на D3, ловец носи на D3, дама D3, нападнат е пешекот на H7, F5. Ловец E3, конј F8, крал H1. Ова е 19-тиот потек, значи отворањето го протрчавме на некој начин, дојде рана средишница, но веќе може да се определат плановите на двете страни. Белиот би сакал да нападе на кралското крило, затоа што пешекот на E5, поголемиот простор му дава право за таквата стратегија, за таквиот начин на игра. Од друга страна, црниот ќе ја користи C линијата и дамското крило за да направи контраигра. На некој начин, теоретски гледано, црнополниот ловец на белиот е послаба фигура отколку опонентот, затоа што е заграден од собствените пешаци, значи црниот ловец има повеќе простор за игра, но воопшто белиот има повеќе простор токму заради E5 пешакот. И кога центарот е блокиран, тогаш акцијата оди по крилата. Ова беше моментот кога Крамник е веројатно бил сосема убеден дека неговата позиција е доволно сврстена на околу неговиот крал, околу собствениот крал, и затоа веднаш ќе почне акција на дамското крило. Но ќе се покаже дека тоа е малку предвремено, дека црниот требаше да го одигра последниот профилактичен потек пред да појде со топот на C8, а тоа е потегот ловец E7 и да го замоли конјот на G5, сега се заканува позиционно да земе на G5, да се врати назад во својот табор и дури по конј F3 да тргне во контраакција со топ на C8. И по евентуално H3 да дојде со дамата на C7. Сакајки, например, на топ F2 да дојде со дамата на C4. И кога дамата ќе отстапи, например на D1, црниот би дошол со конјот на G6 и би стоел сосема добро. Идејата на дама C7 е да одвлече еден од топовите по C линијата, например топ по F на C1 и сега дама D7. На тој начин белата акција на кралското крило е успорена и C линијата е магистрала на по која што црниот ќе ги менува тешките фигури. Но како да не ја почувствува опасноста Крамник, тој веднаш доаѓа со топот на C8. Гледате, полето B4 и онака беше во власт на црниот. Значи можеше за момент да дојде назад. И требаше. Но по топ C8 Топалов почнува својата акција со G4. И во овој миг Крамник се замислува длабоко, веројатно дека веќе почувствувал дека направил грешка или можеби поточно речено непрецизност и сега гледа како може да парира на оваа акција на белиот на кралското крило. Ако во овој миг појде например со H6, тогаш белиот нема да се врати, туку ќе предложи жртвена фигура со конј зема на E6 и по евентуално топ E6 ќе следи G зема на F5. Црниот топ ќе мора да отстапи, белиот доаѓа со топот на G линијата и почнуваат опасни закани од силните бели пешаци на петтиот ред, кои што ќе дојдат и на шестиот. Двата бели пешаци на F линијата се опасни, F6 па F5 и така натаму, и црниот ќе биде во тешка ситуација да се брани. Освен тоа, оваков тип позиција би била стихија на бугарскиот велемајстор Веселин Топалов. Затоа Крамник по долго размислување доаѓа со дамата на D7.
Значи со дамата го штити пешекот на F5, но дамата е премногу силна фигура за да има таква одбранбена задача. Топ G1, ловец E7 со известно задоцнување. Сега белиот нема потреба да жртва фигура, туку се враќа назад. Конј на F3, а црниот брза да креира контраигра. Топ на C4. Напаѓа на A4, но белиот не сака да губи време да штити таков пешак, тој ја продолжува својата напаѓачка концепција. Топ G2 прави место за удвојување на топовите. По топа 2, за да може да земе на А4, да не виси на F5, црниот мора да попушти во овој миг. Од тука FG4, топ зема на G4, топ A4. Топа да на G1. Гледате, белиот веќе ги префрли своите фигури, тешки фигури на G линијата и напаѓа на G7. Мора да се брани тоа, а не може со конј G6 да го направи тоа, затоа што по конј G6 би следел потегот H4. Со идеја H5 да го избрка конјот и по ловец F8 белиот со конј G5 би добил директно, затоа што се заканува со H5 и понатаму мат на H7. Значи, единствен потек е G6. Но белиот H4. Сега играта ќе се фокусира околу точката G6. Топалов ќе се труди со сите сили да пробие, да пробие преку точката G6. И интересните заплети допрева следуваат. По H4 единствен потек топ B4. Идејата е да дојде со дамата на B5 за да игра против центар форот во нападот на белиот, а тоа е дамата топ B4, H5, дама на B5, дама C2, одличен потек, топ зема на B2, се чини со темпо, но во овој миг следи жртва на дама. Х зема на G6. Значи, не обрнува внимание на тоа што е нападната неговата најсилна фигура. Што би се случило доколку сега црниот ја земеше противничката дама? Под топ C2 би следело Г зема на H7 шах. Единствен потек е крал на H7, топ на G7 шах. Сега ако отиде на H8, два шаха ќе добија од топ G8 и другиот топ, значи крал H6, повторно шах со F5. И по ловец G5, што е единствен потек, во спротивно единствен потек, тогаш топот седми ред зема на G5 и белиот црниот ќе биде матиран по Х линијата. Гледате, белиот топ ќе открие шах и ќе даде мат. Тоа е едната варијанта. А другата варијанта ќе ја видиме сега. Само еден момент. Значи, тоа е нашата позиција. GH7, а ако
А ако црниот земе на G6 со конј, тогаш белиот мора да ја избегне оваа стапица, да земе со топ на G6, тоа би било многу погрешно заради крал H8. И сега белиот е во расчекор практично и црниот би имал шанси дури и да ја добие оваа партија, но на конј G6 би следела уште една многу ефектна жртва на дама, овој пат на полето G6 и по H зема на G6, топ G6 шах. Повторно не може на F линијата, ќе добие два шаха, топ G7, топ G8 и другиот топ на G7. И по крал на H7, топот би дошол на полето G3. И по единствениот потек ловец H4, топ H3 и не се брани топ H4. На тој начин црниот крал би бил ефектно матиран. Затоа по H зема на G6 црниот игра единствено H5. А белиот продолжува со G7. На топ C2, GF8 дама, крал F8, топ G8, крал F7, другиот топ на G7, мат повторно. Истата слика од претходниот коментар. Значи на G7 единствен потек е H зема на G4. H зема на G4. Че гледате, белиот практично жртвуваше и дамата и топот. Црниот мораше да го земе топот, а белиот Г зема на F8 дама. Со оглед на тоа дека немаме уште една гарнитура, мораме топот да го свртиме вака обратно, што ќе представува дама. И ова е исто така една критична ситуација, тоа е 31-иот потек. Крамник размислува, а за тоа време коментаторите вооружени со силни компјутери ги пресметуваат последиците од крал зема на F8. И навистина крал зема на F8 беше единствен потек, единствено правилно решение, кое што Крамник не го одбра. Крал F8 беше потегот на кој што и самиот Топалов ќе каже дека бил фокусиран и долго ги пресметувал последиците од две линии. Кои се тие две линии? Едната е поедноставна и покуса. Тоа е ако белиот дојде со дамата на H7. Тогаш црниот веднаш мора активно, дама E2 и сега белиот дава вечен шах. Дама H8, крал F7, дама H5, крал F8, дама H6 и така натаму. Ако сака повеќе од реми на крал F8, тогаш белиот треба да одбере дама G6 и тоа е продолжението околу кое размислувал Веско Топалов и кое што е инаку прилично комплицирано, како и впрочем целата ова, би рекол, супер интересна партија, што би се случило по дама на G6. Дамата доаѓа на E2 со закана дама F3, значи белиот треба да земе на G4 и да го брани својот коњ на F3 и да ја отвори линијата и сега веќе се заканува со мат конечно по G линијата, но тука црниот има чудесна одбрана во вид на ловец на G5. Значи ловецот со своето тело ја прекрива опасната G линија, ја затвара опасната G линија. Гледате сега не може згодно да земе белиот на G5, односно ќе земе, но ќе видиме што ќе се случува. Како по ловец на G5. Во анализите е утврдено, во анализите на четирикратниот првак на Русија Свидлер, дека најдобро продолжение на ова место е топ E1 да ја нападне дамата, кое што
доаѓа на C2. И сега имаме повторно две линии, со што белиот да земе на G5. Ако земе со пешак на FG на G5, F земе на G5, тогаш црниот доаѓа со кралот на G7, сакајќи да му остави простор на топот да дојде на H8 и по топ C1 со закана топ C7 би имало меѓупотек топ H8 шах, крал на G1 и сега црниот на тактички начин го решава проблемот со топ B1. И по евентуалната измена на B1, дама B1, крал на F2, не на G2 заради дама H1, тогаш црниот доаѓа со топот на F8 и прави место за дама F5. И на тој начин црниот би имал веројатно доволна контраигра. Гледате, позицијата натаму останува многу остра, нејасна, но Свидлер смета дека црниот има доволна контраигра. Тоа е едната линија, другата по дама C2. Веднаш ќе се вратиме. Значи топ е 1, дама C2, до тука дојдовме и сега ако Свидлер, односно ако Топалов земе со дама на G5. Ако земе со дама на G5, кралот е на F8, да не забораваме, значи дама G5, тогаш црниот се брани со потегот топ на E7. Сега нема белиот како да засили, освен топ на C1, но по топ C1 би следал топ H7 шах и по крал G1, сега топ G7. Затоа топ E7 беше важен потек, практично единствен потек. И по топ C2, повторно ќе имаме една завршница, каде што црниот ќе има топ и два опасни пешаци, поврзани од дамското крило против две лесни фигури. И тоа е позиција во која што црниот би имал дури и подобри шанси. Топалов на пресконференцијата ќе изјави дека ја видел целата оваа линија до ловец G5 и дека веројатно ќе ремизирал во таа позиција по дама H7 доколку Крамник одиграл правилно. Само за момент да се вратиме. Значи тука имаме ова е дама, нели шахе. Тоа е, ако не се лажам, нашата позиција, само да провериме за миг. Пешакот е на G4, топот е на G1. Значи тоа е критичната позиција во која што Крамник размислува доволно многу, но не го бира правилното решение. Имено тој прави катастрофална грешка и зема на F8 со ловец. Но тука имаме необична, неверојатна замена на љубезности. Топалов, израдува на тоа што противникот греши, не се фокусира да добие во два потези, туку и тој веднаш се реваншира со катастрофална грешка. Зашто е тоа така, кај така врвни велемајстори да пропуштат и да не видат како едната страна, односно двајцата да не видат како партијата може да заврши уште во три потези форсирано.
Например, компјутерите веднаш ќе забележат тоа и тоа е предноста на компјутерот во однос на човекот во ваков тип на позиции кои што имаат математичко решение, кои што се екзактни, е тоа што компјутерот, секоја позиција за него е нова и тој ја решава со оној алгоритам што го има, зависно од неговата сила. Додека човекот кој што е од крв и од месо, каде што има голема напнатост, често пати се случува дел од таблата да остане дефокусиран. Така е и во овој случај. Имено белиот цело време се фокусира на диагоналата B1, H7 и за миг испушта дека во оваа ситуација по топ зема на G4, ловец G7 може да дојде со дамата на полето C7. Тоа е она што го испуштаат двајцата велемајстори. И по дама F1 коњот го штити сопствениот крал, покрива од полето G1, сега гледате црниот веќе нема ниту еден шах, а не може да брани на G7, практично шах и мат. И тоа би било крај на оваа многу интересна партија. Но, велам, и тоа се случува, двајца врвни велемајстори да не видат нешто, би рекол така едноставно, се чини. Свидлер вели, кога би ми ја поставиле таа позиција на диаграми, би напишале дека белиот форсирано победува, се разбира дека многу лесно би го нашле решението обајцата велемајстори. Но тоа е шаховска партија, која што е многу важна, каде што нервната напнатост е огромна и каде што се случуваат и големи грешки. Во големите партии и големите шахисти најмногу грешеле токму во мечевите на највисоко ниво, во мечевите за светски шампион. Таков меч се разбира е и овој што го гледаме. Како партијата сега оди понатаму? Значи Топалов многу брзо го игра погрешниот потек, дама на G6 наместо топ G4 и дама C7. Но што да се прави? Животот оди понатаму. Ловец G7 единствено. Сега коњ G5, топ E7 е доволно само за реми. Топалов се разбира, кој што до сега играше брилијантно, би рекол, не е задоволен со реми и тој со право оди напред F5. Тоа е најдобар потек на ова место. А црниот исто така се брани со единствени потези, топ E7, F6, топ F7. Односно на F6, се извинам, имаме еден меѓупотек, дама E2, со закана дама F3, дама G4, сега топ на F7. Сега имаме топ на F7 и сега повторно доаѓаме до една критична ситуација. Тука Топалов исто така долго размислува, но сепак не го наоѓа оптималното решение. Тој игра топ C1 потек, би рекол, многу човечки, но кој што од друга страна, значи ќе го примора црниот да го смени тој топ, кој што на втората линија исто така е многу активен, но се чини дека во оваа ситуација и анализите, односно тоа ќе го покажат, дека во оваа ситуација белиот можеше да одигра посилно, да одигра дама на H5. И сега исто така имаме многу интересни варијанти, би било штета да не погледаме, иако се чини дека нашето време е многу кусо. Ја не знам, само да ми кажат од режијата колку имаме време уште, дали уште 5 минути. Добро, тогаш не ќе можеме да одиме. Можеби ќе имаме уште некој коментар каде што ќе покажеме исто неколку студиозни анализи, затоа што оваа партија тоа го заслужува, но сега со оглед на тоа дека не ќе можеме, ќе покажеме каде Топалов погрешил. Значи, дама H5 беше оптимално решение. Во партијата следеше топ на C1, изнудено е топ C2, замена на C2, топ C2, сега прва дама D1 шах за да добие темпо, крал G2, дама на C2 зема, крал G3
И сега дама е 4. Тоа е 39-тиот потек. Во тој момент Крамник има 10 минути за размислување и ги рече се сите ги троши, а Топалов пак има само 5 минути за размислување и треба да донесе важна одлука дали да ги смени дамите или не. Правилно беше да ги смени дамите и да поиде коњ Г5 и повторно ќе имаше шанса да ја добие партијата која што можеби ќе завршеше реми. Тоа бара посебна анализа затоа што има исклучително интересни варијанти. Има студиозни варијанти, но нас времето не гази и ќе кажеме дека тоа е непрецизниот потек кој што Топалов го одиграл. Ловец F4, сега дама F5. Сега измена на F5, немаше веќе подобро решение Топалов и по EF5, повторно коњ G5 ќе му донесеше реми, но тој греши со ловец на G5 и од тука натаму ќе одигра Крамник најточно до крајот на партијата, ќе одигра компјутерски точно и ќе добие оваа партија. Нам ни останува да видиме како. По ловец G5, A5. Значи, адутот на црниот се двата пешаци на дамското крило и Крамник веднаш го движи едниот од нив. Крал F4. Се разбира, борбата до крај се води, е многу интересно и до самиот финиш. A4. Крал F5. A3. Ловец C1. За на A2 да има ловец B2, но тој пешак ќе чини една фигура. Ловец F8, E6, топ C7. Сепак црниот наскоро ќе дојде со топ повеќе. Сега веќе нападнате ловецот, нема каде, мора да земе на A3 белиот. Ловец A3. Ловец А3. Топалов ќе каже на пресод дека и оваа позиција можеби можел да ја ревизира, но во цајтнотот не можел тоа да го пронајде. Крал Е5. Ловец С1. Сега црниот треба да ги неутрализира пешаците. Се извинам, не ловец С1, туку топ на С1. Се разбира, топ на С1, ловецот мора да го контролира полето Е7, коњ Г5, топ на Ф1, Е7, топ Е1 шах, кралот зема на Д5 и сега доаѓа до одредено пројаснување. Црниот ја враќа фигурата, но зема два силни поврзани пешаци, Ф зема на Е7, топ зема на Е7 и ова завршница Крамник ќе ја добие. Крал Д6, топ Е1, Д5, сега оди со кралот да го блокира Д пешакот, коњ Е6 шах, се извинувам, коњ Е6 шах, крал на Е8, коњ С7 шах, крал Д8, коњ Е6 повторно шах, кралот доаѓа на С8. Сега веќе белиот не може да засили згодно. Крал Е7 единствен потек, но топот доаѓа на Х1. Сега од Х7 ќе го вознемирува, затоа коњ Г5, но Б5 тргне и црниот пешак, Д6, додека белиот по топ Д1 не оди никаде. Не може да го потпре за Д7. И коњ Е6, Б4, коњ С5, сега сака Д7, но Крамник не дава, топ Е1 шах, крал на Ф6, топ Е3. Гледате, сега не може Д пешакот само со потпора на коњот му треба двете фигури, а кралот е отсечен додека црниот пешак оди и ова е моментот кога Топалов ја потпиша втората капитулација по ред, значи загуби првата и втората партија, третата и четвртата, почитувани гледачи, заврши нерешено. Сега мечот е во состојба 3:1 за Крамник, петата партија се игра утре. Таа ние ќе ја проанализираме во нашиот редовен термин во сабота во 15 часот и 45 минути, кој што од сега ќе биде редовен термин за шаховскиот коментар. Мене ми преостанува уште да ве поздравам и да ви закажам средба во сабота во 15:45.